Почитувани новинари, почитувани граѓани, лагите на СДСМ и Оливер Спасовски повторно се распукаа како меур од сапуница. Еве го извештајот и препораките од Греко. Никаде во препораките нема насока министерот да може да се унапредува до 3 скалила одеднаш. СДСМ и Спасовски повторно со лаги и измами, криејќи се зад наводни препораки, вметнуваат деструктивни решенија во законите. Ова се штетни решенија кои наместо да бидат во функција на спречување на корупцијата и партизацијата, тие се катализатор на истите. Со уништувањето на системот за кариера, кој беше граден и со помош на Европската Унија, односно преку озаконувањето на унапредување на вработените без критериуми, и тоа за 3 скалила одеднаш, се стимулира корупцијата во високите редови на МВР и се врши партизација до најниските нивоа во Министерството. На овој начин, лице поставено како водич на безбедносен реон во полициска станица, со чин помлад инспектор, ќе може директно да биде назначено за командир на полициската станица. Или второ, лице самостоен инспектор, вработено во некој сектор на одделот за организиран криминал во Министерството за внатрешни, во кој има одделенија и сектори, преку ноќ, со подпис на Спасовски, ќе може да биде назначено за началник на целиот оддел, тоест да им стане началник на сите досегашни началници на одделенија и сектори во рамките на тој оддел, што брои неколку стотици луѓе. Спасовски е должен да ја објасни на македонската јавност зошто за безбедноста на граѓаните ќе се грижат лица без потребните компетенции и без искуство и дали се тоа европските вредности за кои се залагаат. Вакво штетно законско решение не постои никаде во Европа. СДСМ прави преседани. За во иднина истите ќе имаат влијание на професионалноста и на меѓучовечките односи во МВР, а со тоа и на безбедноста на државата. Ви благодарам за вниманието. Повелете со прашања доколку имате. Господине Ковачки, до предцентарот на Зборот БКМН стигна до прашање на телевизија Телма. Денеска се одбележува 2 години како сме членка на НАТО. Колку е ова значено за развојот на државата? СДСМ ве обвини дека вие сте биле единствените кои не сте се радувале на овој чин. Колку е посветен Социјалдемократскиот сојуз на НАТО, можеме да видиме со тоа што до ден денеска ние немаме највисок воен представник во алијансата во Брисел. Тоа е првата работа. Втората работа, колку инвестираат во армијата, може да се види по последната скала на Global Firepower, каде што паднавме за цели 12 места од моментот на доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на власт. Сега сме 134 место, 6 сме од позади на таа светска ранг листа. И последно, колку се грижи Социјалдемократскиот сојуз за војниците и за функционирањето на армијата, можеме да видиме само во делот на исхраната, парното грејење и подобрувањето на основните услови за живот. Ви благодарам.